Минатиот понеделник, рано наутро во 7:27, Вања излегла од домот, откако мајката ја предупредила дека ќе задосни на школа. Киднаперите знаеле дека е прва смена и ја чекале во зградата. Ја фатиле, ја врзале и ја покриле во вреќа за спиење. Ја изнеле од зградата и ја ставиле во автомобил марка Citroen со велешки регистрации, возило кое е било украдено од претходната жртва, Панче Жежовски. Кога тргнале, пред Citroenот се движело уште едно возило, Рено Канго, и тие поминале низ Дебармало. Во 7:35 е фатен последниот сигнал од ајфонот на Вања, на потегот меѓу Силбо и Брос на булеварот Партизански одреди. 5 минути подоцна, мајката излегува од зградата, без да знае, поминува низ местото каде девојчето е киднапирано. Во исто време, конвојот со две возила и со киднапираното девојче вози кон северната периферија на Скопје. Училиштето ја известува мајката дека Вања не е стигнат, и мајката во 8:35 пријавува дека девојчето е исчезнато. Во тоа време, киднаперите со малата жртва се во општина Чучер Сандево, а на почеток се селата Бразда и Орман. Речи се час и половина, девојчето е во кола, врзана и во вреќи. Според изјавите на сведоците, осомничените, во 10 часот девојчето е ликвидирано со истрел во главата. Еден од осомничените чувал стража, двајца копале дупка за да ги сокријат трагите од грозоморниот злостор. Додека кај Бразда се криеле трагите, таткото во 11 часот пријавува дека ќерката Вања е исчезната. Подоцна ќе се утврди дека имал контакти со првоосомничениот злосторник. Мајката во 12:08 преку Facebook објава алармира со сомнеж дека Вања е киднапирана. Јавноста се вознемирува и бара одговори, додека полицијата бара. Истиот ден попладне по 15:40 во близина на Бразда полицијата го наоѓа изгорениот Citroen и трагите почнува да се нижат кон грозоморната вест.